Поздравувам и посакувам Божи благослов. Истиот датум, 16 ноември, е 22 годишнина од моето влегување првпат во оваа црква. Значи 2 години пред формирањето на Вранската. Значи и оваа година се паѓа 16 ноември во саботен ден. Пред да го отвориме Божието Слово за денес, бидејќи тоа е тоа што не поучува, а не човечка мудрост, сакам да изнесам една забелешка во врска со библиската поука од мијатата сабота. Сестра Олгица ми постави едно прашање во врска со неа, што јас приватно и го одговорив, но поуката, мислам, тоа прашање беше повод за да забележам една неправилност, која што сакам да ја истакнам. Често пати може да видите, не само во поуката, во било која книга, дека се употребува името Едем како синоним за Божиот рај, за рајската градина. Тоа не е точно. Тоа е погрешно. Едем е географски поим, како Македонија, например, или Пелагонија. И тоа географски поим, што како таков постоел и се нарекувал во времето на Мојсеј, кога Мојсеј ја пишувал книгата Битие. Кога Мојсеј вели дека рајот се наоѓал во Едем, тој сака на своите читатели да им каже каде географски се наоѓала рајската градина. Значи, Едем е географски поим од времето на Мојсеј. Кога денес би сакале да го кажеме тоа, би рекле дека се наоѓа во Иран. Значи, ако ја речем дека рајот се наоѓа во Иран, никој не треба рајот да го нарекува Иран. Иран е нешто што постои во наше време, како локација. Мојсей го користел поимот Едем, географска локација, што постоела во негово време, на територијата на денешен Иран, а самиот рај е нешто што не треба да го бркаме, да го мешаме со овој назив, оваа географска локација, самата рајска градина. Инаку, поуката зборуваше во тој дел нешто во врска со тоа дали Едем може да се свати како, мислејќи значи, на рајската градина, како светилиште. Моје мислење беше, не би рекол, затоа што целата земја била совршена. Целата земја била совршена, освен ако, затоа што Адам и Ева таму биле сместени да живеат, и освен ако Адам го сметаме за свештеник, во некој таков смисол. Да, тоа беше прашањето. Меѓутоа, мене значи ми е побитно да правиме разликата помеѓу рајот и Едем, тоа се два различни поими. Како што и Иран и рајот се два различни поими. Прашањето се го поставив за оваа сабота, каде во Откровението се споменува и се зборува за светилиштето, за небесното светилиште. Верувам дека сите имате Библии. Имате ли немате? Можеме да дадеме одговор на ова прашање, верувам дека е лесно. 21 глава? Многу позади, а? Ајде почнеме од почеток. Каде прв пат Откровението споменува нешто во врска со светилиштето? Што мислите? Уште во првата глава. 20 глави пред погодокот на сестра Оле. Дали во првата глава се споменува светилиште? Како поим? Само по себе не. Се споменуваат 7 цркви, до кои што е упатено Откровението како писмо, особено пораката до секој од нив. Меѓутоа, во оваа прва визија што
Јован ја добил во Господовиот ден, како што ни информира. Тој нешто гледа што може да се поврзе со светилиштето. Ги споменавте 7 светилници. Значи, тоа е визијата што ја гледа, почнувајќи од, може да, 12 панатака. Прво го слуша гласот, како труба, и потоа во 12 стих се свртев за да го видам гласот што зборуваше со мене. И штом се свртев, видов што? Најнапред што видел? Не видел глас, гласот не се гледа, туку видел 7 златни светилници, или овој превод вели свекници. А сред 7 светилници еден како синот човечки, облечен во долга облека до нозете и околу градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Внимавајте, овој опис е многу битен. Дали знаете дека Елена Вајд вели во големата борба, дека кога сатаната ќе се појави во овој свет, имитирајќи го Христа, неговиот изглед ќе биде како овој во Откровение 1 глава, како описот што Јован го дава во Откровение 1 глава. Така пише во големата борба. А живи били па видели. Што велат црвите. Нозете негови слични на усвитена бронза, како во печка вжарена, а гласот негов како шум од многу води. Во својата десна рака тој држаше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во полна сила. Сега, малку ќе скокнеме до 20 стих. Јован добива прво објаснување, толкување, што представуваат овие нешто што ги гледал, што ги видел во визија. Ова е тајната на 7 звезди што ги виде во мојата десница, вели Исус. Што се тие 7 звезди во неговата рака? 7 звезди се ангелите на 7 цркви. А 7 светилници што се? Самите 7 цркви. Да повторим уште еднаш. Што се 7 светилници? 7 цркви. А што се 7 цркви? Зошто Откровението зборува за 7 цркви? Од Ефес до Лаодикеја. Што тие представуваат? Да. Еве нешто што адвентистите на 7 ден треба прв пат да го научат. Мнозина веруваат дека овие цркви представуваат деноминации. Па велат, адвентичката црква е 7-та црква. Тоа е погрешно. 7 цркви представуваат 7 периоди на црковната историја, на една иста црква, може да се рече, од почеток до крај. Исто така, кога сме веќе кај 7 цркви, во Откровението се зборува малку подоцна за 7 духови Божи. Меѓутоа, колку Божји духа постојат? Еден. Во пораката до секоја црква се вели, кој има уво, нека чуе што им зборува духот, едниот дух, на црквите. Па зашто тогаш Откровението зборува за 7 духа? Затоа што Светиот Дух за секоја црква има посебна порака што се однесува за неја.
пораката што се однесува до секоја црква, конкретната порака што се однесува до секоја црква, представува сегашна вистина за таа црква, за тој период. Значи, пораката упатена до Лаодикеја представува сегашната вистина за Христовата црква денес. За сите христијани денес. Не е тоа порака само за некоја деноминација. Зошто седумте светилници што ги споменавме се елемент од небесното светилиште? Од каде тоа го знаеме? Иако самото светилиште како такво се уште не е споменато никаде во првата глава. Каде на наредно место во Откровението се споменува светилиштето или може би овие 7 светилника? Кој ќе погоди? Кој ќе дофрли? Што се вели таму? На ангелот на Ефеската црква напишем, ова го вели оној кој ги држи 7 звезди во десницата своја, кој ги оди среде 7 светилници. На ова мислеше? Да, таму се споменува светилниците. Меѓутоа, дали се споменува некаде светилиштето како такво? Небесното светилиште. Ајде отвориме. Значи, тоа е точно. Повторно се споменуваат светилниците во втората глава. Но поставивме прашање, дали светилниците се елемент од светилиштето? Или не се? Тоа е прашањето што не интересира. И ова е битно прашање, ќе видите зошто. Четврта глава. Имаме еден по-голем опис. Почнуваме да читаме од првиот стих. Потоа погледнав и ете отворена врата на небото. Потоа, значи, после сето она што било кажано за 7 цркви. Значи, пораката до Лаодикеја завршува во 21-иот, 22-иот стих, од третата глава завршува пораката до 7 цркви. И се вели, потоа погледнав. Значи, Јован прво ги гледа 7 светилници, како Исус се движи помеѓу нив, и што Исус на него му збори, а тоа што му збори се пораките до 7 цркви. И кога тоа завршува, потоа погледнав. Потоа сега Јован гледа нешто друго. Што гледа? Отворена врата на небото и поранешниот глас што го бев чул како труба. Кој е тој глас? Чиј е тој глас? Исус, кој зборуваше со мене, рече, искачи се овде и ќе ти покажам што треба да стане потоа. Значи, Јован сега гледа ново нешто, нова визија, гледа некоја врата, која што е во однос на него некаде горе, и он треба да се искачи, како во сон, значи, бидејќи визијата е слична, виртуелна реалност, да се искачи и да влезе низ неја. Каде е споменато дека се наоѓа таа врата? На небото. Вториот стих што вели? И веднаш бев обземен од духот. Значи, влегувајќи во таа врата, тој сега добива нова слика, нова сцена, односно нова визија. Тој како, кога ќе кликнете некаде, да речеме, на некоја видеоигра, на таа врата како кликнете, и ви се отвара нов прозорец или нова сцена, да видите сега што има таму, позади таа врата. И ете на небото стоеше што? Престол. И на престолот седеше некој. На што не подсетуваат овие зборови? Пророкот Езекијел вели во првата глава, на престолот некој што личеше на човек. Кој е тој некој? Тој некој е Бог.
Кој седи на небесниот престол? Бог. Оној што седеше изгледаше како камен јаспис и сардис. Сте виделе вакво нешто? Значи не знаеме како изгледал. Ако не сме виделе. А околу престолот виножито, ова сте го видели? Која прилегаше на смарагд. Езекијал буквално ги кажува истите работи. Ако читате дома Езекијал прва глава. Прекрасна визија. Околу престолот пак имаше 24 престоли. И на престолите видов седнати 24 старешини, облечени во бели алишта, а на главите светкавици, громови и гласови, и има венци. Венците во античко време биле круни. Римските императори имале круни во вид на венец. И од престолот излегуваа молњи, гласови, громови и гласови, а пред престолот гореа што? 7 огнени светила, и сега што е речено за нив? Кои се 7 Божии духови. Во првата глава имавме 7 светилника. Така? А тука ни се зборува за 7 огнени светила. Дали постои разлика помеѓу овие два поима? Сте виделе светилник? Сега, што е разликата помеѓу светилник и светило? Значи, светилникот може да го гледате и да нема никаква светлина, никаков оган на него. Да е праз, само ја го гледате светилникот како предмет. Но 7 огнени светила, значи самото светло, кое што е тука споредено со Светиот Дух, но 7 Божии духови, е кога тие горат, светилниците горат. Светилниците и светилата, значи светлината што гори, што излегува од нив. Во 5 стих се вели дека се наоѓаат пред престолот. Што значи тоа? Каде се наоѓа Божиот престол? Интересен одговор. Што проучувавте пред 2 саботи, првата лекција од библиската полка? Каде се наоѓа Божиот престол? Светилиштето. Слушнавме еден поконкретен одговор, светињата на светињите. Точно или не е точно? Според Стариот Завет, според копијата на небесното светилиште, значи според земското светилиште, каде се наоѓал Бог? Над ковчегот, по клопецот на милоста. Наречен седиште на милоста, на англиски јазик. Седиште на милоста, престол на благодатта, како да се тоа два исти поими. Сега, прво прашање. И да, и пред да го поставам прашањето. На оние цркви на кои што Исус од 7 им упатува некаков укор или прекор и ги повикува да се покајат, постои една закана. Што ако не се покајат? Што ќе направи Исус со нив? Има разни такви закани, меѓутоа
една закана, например, ќе те избулам од устата и така. Меѓутоа, има една закана во врска со светилникот. Што ќе направи Исус со светилникот на таа црква, која што нема да се покае или која што нема да го послуша неговиот совет? Можеме да најдеме таков стих. 2.5. Значи, до Ефес. Спомни си каде си паднал, од каде си паднал и покај се и врши ги поранешните дела. Ова може да го разбереме секој еден од нас за себе поединечно. Јас за себе лично. Спомни си од каде си паднал и покај се и врши ги поранешните дела. Ако не, скоро ќе ти дојдам и ќе го преместам светилникот твој од местото негово, ако не се покаеш. Светилникот беа самите цркви. Самата Ефеска црква е представена со незиниот светилник. Што се случи со Ефес? Ако го нема светилникот, може ли да свети светилникот? Може ли самиот светилник да свети, ако него го нема? Не може. Каде се наоѓаат денес седумте цркви? Да. Таму каде што се наоѓале седумте цркви. Денеска е тоа Турција. Денеска можеме да ги посетиме седумте цркви, да отидеме кај седумте цркви, например, да влеземе кај нив на богослужение и така натаму. Не, затоа што тоа се урнати. Дори цели градови не постојат, како Ефес. Смирна постои, се вика Измир. Меѓутоа, дали таму постои онаа црква што постојала од апостолско време? Ако некаде постојала црква која што светела, значи, која што била сведок на Божјата вистина, сведочела за Евангелието, тоа е светлината, Божјата реч, проповедала, спасувала, обратувала луѓе. И ако повеќе не постои, дошле турци или арапи или не знам кој, како некој вид казна за некој неизин отпад, и ако тоа повеќе не постои, дали таму свети нешто? Повеќе не свети. Најстрашно нешто што може да и се случи на една црква е да сгасне. Повеќе да не свети. Да не сведочи. Или пак да сведочи лажно, односно на неа да гори туг оган. Но тешко на они што принесува туг оган, бидејќи во Стариот Завет, двајца синови на Арон, 3 Мојсеева 10 глава, принесувајќи туг оган во пијана состојба, доживеале страшен крај. Нешто многу неочекувано. Сега да го поставиме прашањето, што го најавив. Според Стариот Завет, Божиот престол се наоѓа во светилиштето, се наоѓа во светината на светињите поконкретно. Според копијата. Ние не го гледаме небесното светилиште. Меѓутоа, ние го познаваме земското, кое што проучувавме мијатата сабота, представува што? Копија на небесното. Образец. Образец што го видел Мојсей, според Евреите 8.5, не е ништо друго, туку изгледот на небесното светилиште.
на што треба да одговараат 7 светилници и 7 светила, значи светилниците како запалени, кои што се наоѓаат пред престолот, на што треба да одговараат во однос на земското светилиште? Не, во однос на кој елемент од земското светилиште, не што означат во Откровението 7 светилника, туку ако велиме дека престол што го видел Јован е Божиот престол во небесното светилиште, тогаш 7 светилника и 7 светила што се пред престолот ни се вели тука, Откровение 4.5, на кој елемент од земското светилиште одговараат? Брат Зоран ми одговори невербално. Кој може вербално да одговори? Седмокракиот светилник. На кој елемент, прашањето беше вака, на кој елемент од земското светилиште би одговарале или одговараат 7 светилника што ги гледа Јован во небото? На седмократниот светилник. Каде се наоѓал седмократниот светилник во земското светилиште? На јужната страна од светињата, првиот дел од светилиштето. Сега, вие рековте дека престолот што го видел Јован се наоѓа во светињата над светињите. Дали светилниците кои што се наоѓаат пред престолот одговараат на сликата на седмократниот светилник од земското светилиште? Дали седмократниот светилник во земското светилиште се наоѓал пред престолот во земското светилиште? Тоа е прашање. Што било престолот во земското светилиште, се сеќавате? Пред малку споменавме. Ковчегот. Дали седмократниот светилник се наоѓал пред ковчегот? Сега, што значи зборот пред? Прилогот пред. Може да речеме да, затоа што за да влезете во светињата на светињите, треба да поминете светињата, значи пред тоа ќе се сретнете со светилникот, на северната страна трпезата со лебовите. Потоа ќе се сретнете со златниот олтар или жртвеник, кадилниот олтар, и дури потоа со светињата на светињите. Со завесата па светињата на светињите. Меѓутоа, светилникот, најблиски до него предмети биле масата со лебовите, спроти него, а малку повнатре, пред завесата, кадилниот олтар. Адвентизмот учи, и Елена Вајд вели во големата борба, дека во овие визии, и во првата, и во 4 глава од Откровението, на Јован му било покажано првото одделение од небесното светилиште. Сте знали за тоа? Сте знали за тоа дека во големата борба така пишува? Дека адвентизмот цело време така толкувал и така поучувал? Ве прашам затоа што денеска по големиот дел број адвентисти воопшто не знаат што учи адвентизмот. Значи не се запознаени со науката на адвентизмот во однос на светилиштето.
Не е прашањето сега дали веруваат во тоа или не, во адвентистичкото учење за светилиштето, туку денеска голем број адвентисти воопшто не се запознаени со тоа што учи адвентизмот во врска со светилиштето. За нив е тоа непознато. Сега, оно што Јован го видел е престолот. Прво нешто што видел е престолот. Пред престолот опишува други престоли, 7 светила, потоа вели пред престолот имаше стаклено море, па потоа опишува 4 животни и така натаму, што сега не интересира. Меѓутоа, пред се, тој го видел и го опишува престолот. Ако на Јован му било покажано првото одделение, значи ако во небесното светилиште имало 2 одделенија и на Јован му е покажано првото одделение, како што учи адвентизмот, а тој во оваа визија гледа престол, тогаш дали од тука произлегува дека Божиот престол, што Јован го видел, се наоѓал во првото одделение од небесното светилиште? Прашање за размислување. Меѓутоа, во Стариот Завет, во земското светилиште, во копијата, каде се наоѓал Божиот престол? Во светињата на светињите. Сега се соочуваме со дилема. Што е тоа што Јован го видел? Дали видел прво одделение? Дали видел второ одделение? Дали воопшто не видел одделение? Туку е единствен простор, како да нема завеса помеѓу 2 одделенија. Зошто адвентизмот учи Елена Вајд вели дека го видел првото одделение? Тоа ќе бидат прашања за размислување, со кои што ќе продолжиме следната сала.